Значи денеска живееме во Скопје од 2014 година. Сакаме малку да покажеме и во тој дел. Дека може и вака. Дека не мора све да биде онака, него може и вака да биде. Институциите се повеќе се затвараат. Се затвараат воопшто за продукција, не продуцираат, ако пред 20 години институциите или пред само 5 имало во институциите нова продукција, денеска таа продукција нема. Музеј на современо веќе не продуцира. Оние што треба да прават продукција не прават продукција, и ако немате вие некој што ќе генерира продукција, кој што ќе нуди можности да се развива продукција, onda нема да добиеме. Ние имаме страшна декаденција и една од главните работи и на тоа кога прашуваме, кога разговаравме, затоа што ова е за продукција на нови дела, предвидена оваа галерија, нови работи. Така да тоа е апсолутно точно. Ние како прво со нашите работи имавме проблем. Нашата продукција кај да ја излагаме, премногу време почна да се губи во држава на организирање на логистиката за еден настан. Значи, за да најдете простор, за да најдете ова, за да најдете она, премногу барање, премногу администрација, премногу се. Тоа ја уништува волјата за било каква продукција, ако вие треба да посветите повеќе време на тие детали, за да обезбедите кров над глава, него да мислите какво ќе ви биде делото, и точно така оваа галерија одговора на тоа. И од друга страна, оваа галерија е конкурентска на таа продукција. Значи, ние сакаме во една сериозна држава се развива конкуренција меѓу она што е институционална сцена и она што е во институционална сцена, така да мислам дека тоа ќе оди во таа насока. Има уште две програмски линии, едната е експериментална за која што зборуваме, која што центарот ја има правено во многу села, ама не ја пробал во град. Некои обиди, гледаме дека може да функционира, тоа е програма на моментот за заедницата. Тоа е програма практично да луѓето од поширокиот концепт на ова мало, значи од Карпошеден со Сеградски зид, да поготово младите доаѓаат и креираат некакви случувања овдека, кои што верувам дека воглавном ќе бидат базирани повеќе околу музика, повеќе околу некакви едукативни работи, меѓутоа да го од една страна искористат просторот, меѓутоа и да креативниот потенцијал кој што лежи во тие луѓе, меѓутоа да работат на идеи, да се разработуваат идеи кои што потекнуваат тука од овој комшилук и кои што ќе се однесува на овој комшилук. Така да, например, долго некаде мај-јуни ние разговаравме со студентите на архитектура и со луѓе во околниве згради да се направи, например, нов концепт за она игралиште кој е на 50 метра овдека. Да се случува подолго време, да се разговара, да се види до каков производ ќе се даде, што многу ги напуштивме процесите. Правењето на оваа галерија не врати назад во значењето на процесот кога се прави нешто, зашто ако оваа галерија не се правеше низ еден таков долг процес, низ еден процес на многу разговори, она немаше да биде наверојатно ваква, немаше да има светол кров кој што го нема ниједен музеј во Македонија, кој што кошта милиони евра. Нели ова кошта исто така, она што е битно е дека оваа галерија кошта 7 милиони евра. Во контекстот на се она што се случува во Македонија, треба да сакаме да го напоменеме тој момент, дека 7 милиони евра чини. Со се. Секако авторскиот труд е подарок од авторите.